Имам особена чест и задоволство да ве поздравам како домаќин на денешната јавна дискусија на тема дискриминирачки говор во дигиталните медиуми, состојба и предизвици. Овој настане продукт на соработката на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Институтот, која започна со потпишување на меморандумот за соработка со цел поддршка на националната борба против дискриминирачкиот говор и другите негативни појави во интернет просторот. Длабоко сум убеден дека соработката и заедничките акции на сите чинители во општеството се клучни во борбата против дискриминирачките содржини во интернет просторот, но и воопшто во јавниот говор. Спречувањето на оваа појава, која сериозно ги разнишува основните темели на секое општество, кое цели кон инклузивност, мора да стане национален приоритет. Комуникацијата не смее да биде сведена, како сега, во голем дел, на негативна енергија, фрустрации, напади врз личноста, дискриминирачки говор или говор на омраза. За таа цел превенцијата е клучна. Затоа не треба да дозволиме дискриминирачкиот говор да прерасне во говор на омраза и со тоа да ги подкопа темелите на едно општество кое треба да почива на коректна комуникација и аргументирана дебата. Во нашите домови, на работното место, во јавноста и на социјалните медиуми, мораме да ја вратиме пристојноста во комуницирањето и да ја мериме тежината на нашите зборови. Или како што вели народната мудрост, зборот коски нема, ама коски крши. За жал, токму во интернет просторот, каде што не постојат физички бариери, се помасовни се примерите на омаловажување, напади без основ, клевети, каде што наместо за комуникација меѓу нас, зборовите служат како инструмент за напад и дисквалификација. Клучно е сите оние кои се кријат зад удобноста на тастатурата да бидат свесни дека се одговорни за напишаното или кажаното. Дискриминацијата не препознава етничка или религиозна припадност, пол, род или сексуална ориентација. Напротив, дискриминацијата еднакво боли и ја повредува секоја личност, го подрива незиниот интегритет и самодоверба и остава трајни последици врз човекот, неговите најблиски, но и врз општеството во целина. Како јавна личност, како политичар, понекогаш сум изложен и јас на несоодветно изречени зборови и обиди за лична дискредитација, така што можам и лично да посведочам за ова што пред малку го кажав. Дозволете во оваа прилика уште еднаш да подлечам дека е неопходно инволвирањето на граѓанскиот сектор како репрезент на пошироката јавност. Системот на санкции, закони и казни не е доволен ако не работиме на креирање на позитивна атмосфера со цел превенирање на негативните појави. Сакам да верувам дека се уште сме во фаза кога наместо да се лечи, може и да се спречи, и затоа апелирам длабински да се соочиме со оваа комплексна проблематика. Да не одложуваме, да не прикриваме или да креваме раменици. А работата е до таму отидена што мораме да се соочиме со реалноста и да понудиме адекватни решенија и идеи. Почитувани, пристапот до интернет е без сомнение една од најголемите придобивки во историјата на човештвото. Дигиталните технологии представуваат алатки кои го поддржуваат развојот на демократијата на глобално ниво. Тие се канал за непречена комуникација и извор на информации за милиарди луѓе во светот. Затоа не смееме да дозволиме поединци или групи со користење на дискриминацијскиот говор или говорот на омраза да ги редуцираат или поништат овие придобивки преку злоупотреба на слободата на говорот. Оставајќи простор, се разбира, за вашите размислувања, би сакал уште еднаш да се заблагодарам на Комисијата и на Институтот за оваа иницијатива и да ја изразам својата поддршка за нивните натамошни активности. Наша заедничка цел е да го деконтаминираме дигиталниот простор, но и воопшто јавниот простор и нашето секојдневие од дискриминирачката реторика. Верувам дека со заеднички напори на сите релевантни чинители и обединување на нашите знаења и искуства можеме да дадеме прилог во таа насока. Благодарам.